Првата мерка која што ќе биде е дека инвеститорите ќе ги изедначиме, македонските инвеститори ќе имаат исти услови како и странските инвеститори, а ќе ги поддржиме македонските фирми да можат да високите стандарди кои што се добродојдени во нашата држава од страна на странските инвеститори бидат задоволени од македонските компании, градејќи го нивниот капацитет во смисол на производствени капацитети, во смисол на технологија, во смисол на едукација на кадар. Нормално, како што најавив, во септември ќе ги видиме сите тие мерки, премиерот дел од нив најави, значи ќе бидат она што можам првично да ви информирам, дека се што е до сега направено транспарентно ќе го отвориме како кумулативна анализа, заради тоа што мислам дека јавноста мора транспарентно да знае каде е потрошен секој денар на секој плаќач на данок во Македонија. Воедно, значи, можам да не го злоупотребувам времето од оваа говорница, само ќе ви кажам дека имало стандарден сет на мерки, кој што премиерот ги кажа, но имало и дискреционен сет на мерки, кој што е различен од случај во случај. И тоа треба да го нема повеќе. Значи, ние мораме да развиеме една транспарентна структура на помош, каде што никој инвеститор, без разлика дали е странски или домашен, нема да има потреба да преговара со никого од нас, него самиот ќе си се најде во шемата на помошта на интернет и тој точно унапред, пред да почне и да се одлучи да инвестира, точно ќе знае со што може да очекува како помош од оваа влада. Јас денеска секојдневно се соочувам со инвеститори кои што веќе отпочнале разни активности во Македонија, но не знаат, односно им биле ветени разни работи, тоа никаде написмено не е пишано и тие сега се во една ситуација да не знаат во кој правец да одат. Тоа не смее да се случува во нашата држава. Тоа е првиот сет на мерки кој што ќе биде, значи, поддршка за економијата и за странските и за македонските инвеститори. И тука владата нема намера да креира компании, него владата има намера само да направи сет на мерки кои што ќе бидат поддршка. Вториот столб на економските мерки каде што владата треба да има свое влијание, тоа се капиталните инвестиции. Тука во буџетот ќе гледаме да издвоиме максимално можно повеќе средства за капитални инвестиции, бидејќи државата треба да ја обезбеди инфраструктурата. Ние како инфраструктура мислиме пред се на енергетска инфраструктура, мислиме на транспортна инфраструктура и перспективно гасоводна инфраструктура. Кога зборуваме за енергетска инфраструктура, тука се значи енергетските производни капацитети, имаме една ситуација во која што моментално тие во добар дел не работат. Ние мораме прво да ги ставиме собствените капацитети во функција. Понатаму мораме да бидеме посветени на тоа што го имаме како ресурс, а тоа се обновливите извори на енергија и тука ќе пратиме европската пракса да ги поставиме на комерцијално ниво. Се разбира, тие не можат да работат по пазарни цени, но критериум на тендерите кои што ќе ги отвориме и за фотоволтаици, и за ветерни електрани, и за мали хидроелектрани ќе бидат, значи, висината на субвенции кои што инвеститорите ќе ги бараат од државата. Помалите субвенции ќе значат конкурентна предност во добивањето на проектите. На тој начин ќе обезбедиме пораст на инсталираната снага со минимални ефекти на крајните корисници, што мислам дека е цел и на Европската унија, практично тоа е моделот кој што денеска се применува во Германија и можам да ви кажам многу примери во сите останати европски земји. Кога зборуваме за транспортната инфраструктура, видете, ние денеска, ако треба да тргнеме да одиме до Софија или до Тирана, ние зборуваме за дистанца од 200 до 250 километри за кои ви требат 4 часа. Па за каква економија ние зборуваме? Вас ви е тешко да тргнете, не можете во еден ден работа да завршите и да се вратите на дистанца од 250 километри. Точно заради тоа, еден од проектите кои што ние го побаравме е железничкото поврзување и патното поврзување со коридорот 8, за кој што, како што имате информација на самитот во Трст, Европската унија ја поддржа владата и ги поддржа тие активности. Јас сакам од ова место пред сите вас да им гарантирам на сите даночни плаќачи во Европа кои што издвоја од своите пари и дадоа на нашата држава, дека ние ќе се грижиме како влада секое нивно евро да биде соодветно потрошено и транспарентно потрошено.
При тоа, ние мораме нормално да одвоиме собствени средства да ги завршиме тие патни правци. Тие ќе бидат приоритет на оваа влада. Конечно, владата не може да ги организира вашите бизниси, тоа не е нејзина работа. Владата не може да ви обезбеди комплетно средства за вашите бизниси, тоа ќе го разговарате со банкарскиот сектор. Но владата може да ви обезбеди една потранспарентна клима, за која што премиерот зборуваше, може да ви обезбеди едни услови за работа кои што ќе ги почувствувате сите. Ние силно ќе се потрудиме тоа да го почувствувате и ќе работиме во таа насока. Јас за стопанството, ова сум го кажал повеќе пати, сум слушнал повеќе дефиниции. Но само една ја признавам како точна, а тоа е дефиницијата дека стопанството најмногу наликува на возење велосипед, а не автомобил. Вие со автомобилот можете да застанете, да дигнете рачна и да стоите, но со стопанството не можете и со велосипедот. Ако не ги вртите педалите на велосипедот, вие паѓате. Оваа влада ќе ги врти педалите силно. Ви благодарам на сите за вниманието.